Знаете ли кои се вашите права како потрошувачи? Каде треба да се обратите доколку бидат прекршени токму овие права? На сите овие прашања ова утро ќе разговараме со нашата гостинка Снежана Димитровска, раководител на Организацијата на потрошувачи во Битола. Добро утро и добре ни дојдовте во студиото. Добро утро, ви благодарам за поканата, за можноста и во ова утро да разговараме за проблемите, пред се и за правата на потрошувачите. За почеток, колку граѓаните се запознаени дека постои Организација на потрошувачи во Битола каде што можат да се распрашат пред да бидат прекршени тие права за тоа кои се нивните права, па потоа да се жалат откако веќе ќе бидат прекршени? Така, тоа е добро прашање, мислам што го поставивте во моментов. Сметаме дека граѓаните на Битола и околината добро се запознати, знаат дека постои Организација на потрошувачи на Битола, дека има свое советодавно биро каде што можат да дојдат и да се информираат. Меѓутоа, слабоста или проблемот кој како организација го имаме лоцирано е во тоа што потрошувачите најчесто доаѓаат кај нас кога веќе настанал некој проблем. Значи, не превентивно, не пред да се одлучат за купување на некој производ или услуга, туку откако веќе ќе настани проблем, било да се работи за неквалитетен производ или услуга, или несоодветна испорака, или проблем со сервисирање, значи сите проблеми кои што настануваат отпосле. На што најчесто се жалат битолчани сега кога почнавме веќе во оваа насока? Да. Во сите советодавни бира кои што ги има Организацијата на потрошувачи на Македонија, бидејќи таа е наша матична чадор организација, а имаме уште 5 во повеќе градови низ Македонија, водиме статистика за тоа на што потрошувачите се жалат. Статистиката се води нормално со цел да знаеме на кој аспект повеќе да посветиме внимание, да изработиме можеби повеќе брошури, да интервенираме како организација, да понудиме можеби некакви законски измени или решенија кои што ќе ги подобрат правата и со положбата на потрошувачот. Значи, со таа цел ги водиме тие статистики. Во поглед на тоа, можем да кажам дека во Битола граѓаните, потрошувачите од Битола и околината најчесто доаѓаат со проблеми околу правата кои произлегуваат од гаранција и гаранцијски лист. Значи, се работи пред се за производи со подолготрајна употреба, апарати за домакинство во принцип, мобилни телефони, тие се најчестите, бидејќи се работи сепак за производи за кои што домашниот буџет секој граѓанин треба да издвои поголема сума. Потребни му се на секој домакинство, на секој поединец му се потребни секојдневно, така да проблемите кои ќе произлезат од нив навистина е тешко да се премостат без помош. Што откако ќе се пожалат? Значи има можност ето тоа потоа и да се коригира ако се пожалат, така? Да. Доколку има документација, сигурно. Според Законот за заштита на потрошувачи, бидејќи имаме таков закон, морам да спомнам дека во законот се имплементирани сите директиви од Европска унија и дека тие законски решенија овозможуваат заштита на потрошувачот на ниво на секој европски потрошувач. Сега проблемот настанува во различниот однос на нашите трговци и на нашите луѓе кои што се занимаваат со услужни дејности и така натаму. Значи се уште има различен пристап во тоа како се допира до потрошувачот, како да се освои потрошувачот и како да се задржи еден потрошувач. Сметам дека се уште луѓето од бизнис заедницата се уште размислуваат многу повеќе за тоа како нешто да направат или како нешто да понудат, било да се работи за услуга или производ, а многу помалце размислуваат за тоа како тоа да го продадат и како да освојат поголем пазар, зашто задоволен потрошувач е, сметам, најдобра реклама за било кој производ или услуга. Според ова што кажете, претпоставувам дека често се содрувате и со незадоволни продавачи, бизнис, како што ги рековте, бизнис луѓе од кои што најчесто потрошувачите кои што се жалат го купуваат тоа на што и ќе се пожалат. Самата, ситуација економска во државата остава недоречени работи меѓу бизнис заедницата
Трговците вообичаено се жалат дека не можат да испочитуваат некое запишано или веќе утврдено право на потрошувачот, зашто и тие се во неможност да си ги рефундираат после средствата, односно дадените средства за производот. Меѓутоа, нас како организација на потрошувачи сепак многу помалку не интересира нивниот проблем, зашто сме насочени на проблемите, на решавање на проблемите на потрошувачите. Во крајна линија потрошувачот е сепак најслабата алка во еден трговски, во еден економски пазар, заради тоа што за секоја компанија, па и помал бизнес, стојат повеќе пари, повеќе луѓе, повеќе информации, отколку за еден просечен потрошувач, како што викаме ние. Колку граѓаните се запознаени со своите права кога е во прашање летниот одмор, договорите со тие туристички агенции, затоа што токму пред нас е тој период кога и понапред, значи веќе се букираат сите тие понуди кои што ги има попримамливи. Кои се нивните права во овој случај? Кога отворив на интернет, знам дека ми излезе една листа многу голема за тоа на што се може да се пожали потрошувачот доколку не му се испочитувани правата од агенцијата. И мислам дека многу голем дел од нив и граѓаните не ги ни знаат, не се ни запознати со тоа. Вака сега, морам да споменам прво дека нашите потрошувачи се уште кога нешто купуваат, било да се работи за производ или услуга, се едно, значи најчесто се решаваат економски, да речем, според цената. Многу малку се распрашуваат за евентуални проблеми доколку би настанале, било да се работи за сервисирање, било да се работи за тоа дека сака да го откажат аранжманот или што ако не се задоволни од аранжманот. Значи тие прашања многу ретко ги поставуваат во самата туристичка агенција која ќе одат да склучат, еве конкретно заради тоа што прашавте за туристички аранжмани. Значи многу ретко прашуваат што би било доколку не се задоволни од квалитетот на услугата, што ја очекували или што самата туристичка агенција понудила, нити од квантитетот. Некогаш имаме ситуации во кои што очекувале дека ќе бидат превезени со модерен автобус, ако зборуваме за пократки дестинации, се случувало да испадне дека тоа е малтене да речем автобус кој што се користи како за градски превоз или за превоз во самиот град, дури ни за меѓуградски не би одговарал. Значи, многу ретко прашуваат што во тој случај. Исто така многу од самите потрошувачи кои веќе ќе дојдат со проблемот, дознаваме дека пошто не знаат кај треба да се обратат доколку настани некој проблем, значи не земаат ни телефон, немаат никаков контакт на кој можат да се обратат доколку произлези проблем и доколку тој проблем треба поитно да се реши. Значи, токму заради тоа се востановени овие советодавни бироа, за да можат потрошувачите да дојдат кај нас прво, да ги прочитаат, ако не можат од X причини или ако не можат да се информираат од интернет, зашто имаме и нашата организација има своја веб страна. Значи да дојдат, имаме информативни содржини кои што можат многу да им помогнат во тоа како правилно и како најлесно да ја донесат одлуката, дали ќе се работи тоа за купување на производ за домаќинството или за храна или за некоја услуга или за туристички аранжман, се едно. Рековте дека имат можност за се ова да се информират и превентивно, но кај нас обично се прави тоа откако ќе се случи проблемот. Што според вас е причината токму за тоа? Најчесто го бараме изговорот дека немаме време за тие работи, секогаш нешто сме во брзање, но сепак се работи за работи за кои што делуваме од нашиот буџет и треба да се посвети повеќе внимание за тоа. Па најчесто е времето во прашање, меѓутоа сметам дека кога ќе одлучите нешто да купувате, најдобро е да се информирате предходно. Значи, дури кога се работи за туристички пакет аранжман, наша препорака како организација е да се соберат барем повеќе информации од повеќе туристички агенции и да се постават повеќе прашања пред да се одлучите, а не само добро, ова за Турција е поевтино од ова за Грција и ќе се одлучам за тоа, или овде ми дадоа уште ден повеќе, па ќе се одлучам за ова. Зашто секогаш, да речам, баш само економскиот дел нема да го донеси тој квалитет кој што
самиот потрошувач го очекува. Значи, доколку самиот потрошувач, секој од нас има очекувања кога се работи за некаква услуга, има очекувања како таа услуга по квалитет и квантитет треба да изгледа, треба да оствари комуникација со давателот на услугата, дали таа услуга ќе биде во тој обем и во тој квалитет, мислам, во обем, кога велам и за квалитетот и за квантитетот. Значи, треба да знае дали ќе ги задоволи тие очекувања или не се работи за таква услуга, туку за некаква поинаква. Зашто многу често кога доаѓаат со проблем и кога испраќаме, заеднички формираме, зашто како организација некогаш можеме заеднички да формираме едно писмо кое што ќе го испратиме до организацијата или ако ги испратиме до инспекцијска служба, па оттаму добиваме информација дека потрошувачот бил информиран. Сега колку е тоа информирање, во колкав обем, сепак потрошувачот треба да биде, да речам, тој, зашто тој ги дава на крајот на крештата парите и се додека не ги дај, тој е главниот. И мора да има сигурно договор подпишано, затоа што доколку нешто усно се договори, тој не може да дојде кај вас и да се пожали со тоа, немаме доказ. Така. Се уште за жал се случува да дојдат и во нашето советодавно бюро луѓе кои што велат дека не зеле фискална сметка или ја изгубиле, не ја сочувале, а тоа е еден од условите за да можат да истакнат некакво барање пред инспекцијските служби, па дури пред нас, затоа што повеќе трговци нудат исти услуги, исти производи и сега сепак не можеме само и треба да имаме некој доказ да знаеме дека точно од таа продавница или од тој трговец е купен тој производ и кога е купен и за колку пари. Кои се условите? Еве споменавме дека фискалната сметка е нешто што мора да го имаме доколку сакаме да се пожалиме на нешто за кое што сме платиле. Има ли и други документи кои што еве откога ќе се обратат кај вас треба да бидат донесени и како оди целиот тој процес откако еве јас пример ќе се пожалам на една туристичка агенција дека едно ми ветела кога сум отишла на одмор веќе нешто друго и сместувањето и превозот сите тие работи. Како оди еден процес? Па вака, ако се работи за апарати за домаќинство, зашто рековме дека тие се најчестите, треба да се сочува и гаранцијскиот лист да биде уредно пополнет со печат од трговецот, со дата кога е извршена купопродажбата и фискалната сметка. Значи, копија од тие две работи треба да ги има потрошувачот, оригиналите ги зачувува за себе, а копиите треба да ги приложи кон барањето, кој што најчесто го испраќаме, мислам, самиот потрошувач го насочуваме да го испрати барањето до пазарната инспекција, во која што ќе наведе кој е проблемот и што очекува. Сега, проблемот може да биде, најчесто е за сервисирање или за веќе трети или четврт пат сервисирање во гарантен рок. Овде сакам да напоменам за потрошувачите да знаат дека производ кој што 3 пати е поправан во гарантниот рок, веќе четвртиот пат потрошувачот може, не само што може, туку треба да истакни барање дека побарува од трговецот да добие нов производ, да му се замени. Или нов соодветен производ или поврат на парите доколку производот го нема или нема таков производ. Се случуваат и такви работи, тогаш да му се вратат парите кои што се дадени за расипаниот производ. Меѓутоа уште по-алармантно или да речем по-непријатно за самите потрошувачи е времетрајањето на сервисирањето. Значи, нам како на организација на потрошувачи воопшто не ни е јасно зошто сите поправки, сите сервисирања траат речиси 30 дена, колку што е и законскиот рок. Значи, Македонија е сепак толку мала држава, која што од било која точка, еве конкретно за Битола разговараме, значи од Битола било каде да треба да се испрати производот за да се сервисира, не треба повеќе од 3 дена, еве работен ден да дадим. Еден работен ден за враќање, значи не знаеме зошто толку многу денови има. Сега некогаш се случува да нормално, затоа што тие се апарати кои што на самите потрошувачи секојдневно им се потребни во домаќинството, па доаѓаат и реагираат дека е долго, макар да според законот
да речем, сервисирањето може да биде до 30 дена. И кога се обраќаме до трговецот или до сервисерот, вели, трае толку долго затоа што чекам дел од Германија или не знам каде. Сега тоа е уште еден проблем. Значи, според законските решенија, секој трговец кога веќе нуди некој производ на пазарот, мора да има и делови за сервисирање на истиот, резервни делови. Мора да има обезбедено, а не да ги чекаме дополнително да доаѓаат од Јапонија или од Америка или не знам каде. Рековме дека најмногу граѓаните се жалат на белата техника, но што е со храната? Внимаваат ли граѓаните кога купуваат храна? Тука се декларациите, тука е тој испишан рок на употреба, кој што многу ретко некој веќе го гледа и потоа доаѓаат се жалат. Колку внимаваме како луѓе на тие работи ние, како потрошувачи? Мислам дека со храната е нешто малку подобра ситуацијата, барем ние сме малце позадоволни заради тоа што она продажба баш на улица и по тротоари на храна, расиплива храна, не само зеленчук и овоше. Туку години наназад имаше ситуација да се продаваат сувоместнати производи изложени на тезга и едноставно само некој вентилатор пуштен као тој нешто лади. Мислам дека граѓаните веќе многу повеќе внимание посветуваат на храната. Има веројатно влијание и самата, да речем, ситуација ве се наметна и потребата се повеќе да внимаваме на здрава храна и така натаму. Проблемот кој што го посочуваат најчесто во моментов потрошувачите, а што се однесува на храна, е тоа што декларациите се испишани многу ситно. Меѓутоа имаме и такви производи кои што не дозволуваат поинаку да бидат испишани, а да биде задоволено, да речем, законската обврска на трговецот или на производителот да биде задоволена дека тој мора да ја впиши декларацијата на производот. Значи, тоа е еден недостаток. И сега во другите држави, во европските држави веќе воведен е еден систем на означување со бои. Значи, нешто како да може и потрошувачот малце полесно да препознае дека, да речем, ако е со зелено, дека тоа е храна која што не содржи химикали или некои поголеми или не содржи производи кои што можат да предизвикаат алергии. Мислам дека на пастите има така и кај нас, алергии или слично. И така натам. Значи, такво некакво означување кое што полесно ќе му долови на потрошувачот за каков производ се работи или за да може да си донеси тој одлука, бидејќи сепак тие ситни букви не можеме секогаш сите да ги прочитаме. Колку купувањето по интернет го зголемува бројот на луѓе кои што се жалат како потрошувачи? Многу често во денешно време почнавме сите да нарачуваме, да купуваме преку интернет и често се случува да едно видиме на слика, во пратката која ќе стигне дома да види нешто сосема друго. Па веќе почна и такви проблеми да се јавуваат кај потрошувачите, зашто помладата генерација веќе се повеќе интернетот го употребува не само за собирање информации, музики, филмови, гледање, туку и за купување. Сега тука навистина се случува некогаш на нешто, некој производ да изгледа навистина примамливо на сликата, меѓутоа во реалноста да биде поинаку откако што сме очекувале. Во овој случај многу е важно кога пред да се одлучиме, значи секогаш пак се враќаме на таа иста ситуација пред да донесеме одлука за купување. Значи пред да се одлучиме да купиме, да видиме дали има адреса на самата веб страна истакната каде што ќе може потрошувачот да го испрати, односно да го врати производот. Дали има комуникација преку имејл каде што ќе може да напише што е проблемот и како да постапува понатаму. А најважно е да има истакната адреса на која што ќе може производот да се врати. Иначе, ако го добиете производот, а таму не пишува ништо, нема на кого да го вратите. Нема на кој да
затоа што се работи за компанија која што не знаеме ни каде се наоѓа А многу најчесто често. и такви се нарачувањата по Да. интернет со тие странски компании Так. кои што ги имаме по интернет. Так. Значи тука нема место за реакција од ваша Да. страна, затоа што Но сигурно дека реакцијата нема. е таа да се Да. заштити потрошувачот доколку знае каде е ова седиштето, да може да го врати производот, значи да го испрати, да го препрати назад, зашто ако немате адреса нема каде да го вратите, ако нема и тогаш веќе останувате со едно горчливо искуство. Затоа треба да се обратат кај вас. Еве за крај на овој наш разговор, јас се надевам дека навистина им бевме од корист на гледачите. Каде можат да ве најдат, значи во Битола, тука сте секој ден за нив, слободно можат да се обратат, да прашат за своите права. Вака, Советодавното биро на Организацијата на потрошувачи на Битола се наоѓа на улица Булевар 1 мај 204, тоа е во близина на Безистенот. Секој многу лесно може да се снајде тука. Нашето работно време е од 9 до 1 за потрошувачите. Јас ги поканувам да се јават и на телефон, доколку не можат да дојдат, еве се почнуваат овие летни горештини кога на сите ни е малце потешко да излегуваме. Телефонот е 228 246. Можат и по имејл да испратат свој проблем или прашање или информација да побараат. Имејлот е opbitola@yahoo.com. Сакам да ги повикам да дојдат, да видат. Имаме многу интересна инфотека. Можеби некогаш друг пат ќе разговараме повеќе за неа. Инфотеката е од различни области, можат во сите тие, еве само да ви кажем например за градба, имаме посебна инфотека во која што поместени се информации за потрошувачи за тоа кој производ какви перформанси има кога се работи за градење, кога ќе се одлучите за градење, дали да се одлучите за ПВЦ дограма, дрвена дограма, кои перформанси ги нуди секој од нив и секој да си одбери според она што, како што реков, што го очекува и што го посакува. Да, тоа ќе го оставиме за наредна тема, да имаме можност уште еднаш да разговараме еве со вас. И уште еден апел, еве јас ќе му упатам на граѓаните, слободно да дојдат кај вас во просториите, превентивно да се информираат за она што е нивно право и да се заштита, да не се чека секојаш отпосле се направи тоа. Тоа е најважното сепак. Ви благодарам многу што бевте наша гостинка утрово. Се надевам дека еве овие совети и овој разговор беше навистина од корист за нашите гледачи. Особено делот, ќе кажам пак, со летните понуди и туристичките агенции, затоа што токму тоа ни е најактуелно во моментот. Да, ви благодарам на поканата и вас. Ви благодарам јас. Драги гледачи, вие останете со нас после кратката пауза од реклами. Повторно се враќаме во студиото, каде што ќе продолжиме и со останатите содржини за денеска.